Каде одат мажите што се предобри и совршени? Каде одат момците што се трудат и се искрени? Каде одат дечките што чекаат? Ако барем на едно од овие прашања во себе не си одговори френдзон, и на лекар. Френдзон, што е тоа? Па според урбаниот речник има повише значење. Едно од нив е особено тешко метафоричко место во кое луѓето завршуваат кога некој кон кој се заинтересирани ги гледа само како другари. И така натака, и така навака. Кога сме веќе тука, особено внимание ми одзема второто толкување на овој збор. Особено примерите. А тоа гласи вака. Термин кој многу мажи и некои девојки го користат кога ќе се одбиени намерно или ненамерно. Луѓето си мислат дека тоа е грешка на другиот или дека е френдзон кучка. И покрај фактот дека таа ги гледа само како другар, што е погрешен чекор и да лажира чувства и да биде во врска со тебе. Примерите ми се особено омилени. Фала, ти си супер другар. Дали сериозно ме френдзона? Извини? Дали ќе искочиш со мене? Извини, само ја не те гледам на тој начин. Ти си ми другар. Не повеќе, кучко. Јас сум добар човек, а не како кретените со кои што искачаш. Извини? Па, Сузи баш ме френдзона денеска. Брат, за нигде е тоа. Да бидеш френдзонат не е срам. Катастрофа. Замисли, и купуваш милка и чоколадно млеко. Немам појма зашто тие две работи, али ете, она ги сака. И купуваш милка, чоколадно млеко, цвеќе и се понашаш убаво и го оддаваш целото твое срце и плюс во секој слободен момент кога си дома, размислуваш како ќе ви се викаат децата и во која градинка ќе ги пратите. Без при тоа да размислиш дали негователката ќе биде згодна или не. Зошто? Затоа што ја сакаш само незе. За на крајот да ти кажем. Те сакам само како другар. Тоа е најголемата болка што еден маж може да ја почувствува. И некои жени. Толку трудење, толку мислење, толку време и зашто? Подобро кажи ја вистината. Кажи грци, не ќам да те шетам у град за рака и да изгледа како да сум го земала коњот од кај баба ми од село. Поише ќе ми значи. Кажи ми, кој беше тука кога ти умре кучето и ти купи ново за роден ден? Јас. Кажи ми кој беше до тебе кога не те примија на факс затоа што шеташе по улици како личарка со ропаци и ти кажуваше дека не си глупа? Тоа бев јас. Кажи ми кој те тешеше кога те откачи дечко ти кој што те фараше 2 години со друга? Јас. Кој ти кажуваше убави зборови и те тешеше? Ти викаше дека ќе биде подобро и дека љубовта е околу тебе? Јас ти се мислев тогаш. Кучко. Мислам, окей е да си повреден кога ќе те френдзонат, али во тој момент мора да се контролираш. Иако во тој момент ти доаѓа да отераш во било кој од двата полови органи кој што се должен за незиното моментално постоење. Пичку материну и курац. Извинете на израз. Значи, мора да го примиш тој пораз како да е нов успех. Кога ти каже дека си само другар, прави си дека не геш да умреш. Гледајте бациње, додека јас седам тука и објаснувам за стрейт френдзон, односно како ти ја сакаш другарката и она те сака само како другар, некој дома си замислува како неговиот машки пријател му ја прифаќа неговата љубов. Педери. Но гледај, не си толку голем педер ако си машко и го сакаш другарти. Не си ниту голема лесбека ако си девојче и ја сакаш другаркати, сакаш да живеете заедно, да имате 3 кученца и една посвоена ќерка. Геј си, али најголем геј си ако не сабскрајбнеш, лајкнеш и шернеш. И исто така, ако не ме фолоунеш Стојан, да дај Господ бабати и дедоти да те френдзонат кога ќе им побараш пари од пензија. Се надевам дека видео стварно ви се допадна и нема да го направите тоа за да не ве фати клетва. Се гледаме во следно видео. Чао!